тука ќе зборуваме на една тема која што верувам дека ги засега собствениците на меленици со оглед на тоа дека нели треба да знаат како одговорно да се однесуваат, како одговорно да се ги чуваат нивните меленици, како правилно да се грижат за нив. Верувам дека една од дилемите кај самите собственици е за стерилизација и кастрација кај самите кучиња, мачиња и генерално кај самите животни. Во ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе за тоа која е разликата помеѓу овие две интервенции, но воедно и за тоа кои се придобивките кои што произлегуваат од самите овие интервенции. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, ветеринар Жарко Радовиќ. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток кажав дека важно е да појасниме можеби за оние кои што не знаат, немаат меленици, а ги интересира. Која е разликата помеѓу интервенциите стерилизација и кастрација? Тоа е корисно да луѓе знаат уште пред да се јават по телефон, нас не збунуваат некогаш, бидејќи ќе кажат сакам да кастрирам, а што е машко или женско? Женско. Не е кастрација, стерилизација. Значи, општата поделба е тоа дека машките се кастрираат, така се вика интервенцијата, а женките се стерилизираат, а се работи све заедно за значи вадење на органите, односно дел од органите одговорни за половиот живот кој што е кај домашните миленици апсолутно непотребен. Кажете ми, дали станува збор за тешка, долга, мачна интервенција, како оди тој процес? Сега веќе, значи, тука кастрацијата и стерилизацијата, две различити бидејќи се, нели, мажјаците, далеку подостапни се гонадите, бидејќи се работи само за отстранување на тестисите. И они се секогаш надвор, освен у ретки случаи кога нема да дојде до спуштање на тестисите, па тогаш е малку покомплицирана операцијата, инаку кастрацијата е далеку поедноставна и побрзо се опоравува животното и сите работи се многу полесни, додека кај женките мора секогаш пристапот, значи кај нив овариумите и матката се сместени во абдоменот, че мора се сече абдоминалниот зид и тоа носи малку поише болка после у постоперативниот ток, бидејќи движењата, мада одлично го поднесуваат. Кажете ми, може да се појават некои контраефекти од самите овие интервенции? Па, што се однесува до, значи, и кастрацијата и стерилизацијата се врзани со анестезија. Тука важи оној протокол, секогаш мислам анестезијата е безбедна, меѓутоа никогаш не може да се каже дека е 100% безбедна, али е екстремно ретко компликации има врзани со анестезијата. Што се однесува до компликациите, после постојат книга само онака потенцијално инфекции, крварења, меѓутоа тоа е доколку не е направено се како што треба, а бидејќи, како што спомнавте, значи, тешка или не тешка, бидејќи е многу честа, прилично е рутинска, прилично е секојдневна. Прашањето ми беше и за вас како ветеринари, дали е тешка? Така. Видете, не е бидејќи е стварно секојдневна. Бидејќи се работи исто, има разлики у анатомија, има разлики, значи секој куче, секоја мачка е индивидуална градба, меѓутоа у глобала тоа е тоа и не е нешто комплицирано дефинитивно, бидејќи се завршува од како ќе се изрегулира анестезијата за 30 на минути една хистеректомија, значи кај женките се завршува, а кај мажјаците дури нешто пократко може да. Вие како ветеринар, дали препорачувате да се практикуваат овие интервенции, собствениците да ги носат нивните меленици и кои се оние главни придобивки за самите наши меленици? Така. Повторно се тука кастрацијата и стерилизацијата. Стерилизацијата кај женките дефинитивно е препорачлива и од здравствени причини, бидејќи штом се чува женско животно, тоа женско животно, ако го чуваме како што луѓе сака да кажат природно, би требало да му овозможиме и репродукција, бидејќи направено и создадено за тоа. Кога тоа не се прави и кога матката работи на празно, многу често се појавуваат хормонски пореметувања кои што во понатамошниот, значи не као младо животно, као младо треба да издржиме кај кучките, оние крварења и собирање на комшиските кучиња, сегде каде што го шетаме кучето и проблемиите и по дома, бидејќи сепак има одредено крварење, додека кај мачките они се многу бучни и бурни во период кога се во фаза за парење и тешко се издржуваат. И бенефитот, значи, кај нив е на губење на таа патологија која што е заради неисполнување.
Кај мажијаците, од друга страна, они се и направени од природата да не, само многу мал број на мажијаци спаруваат во текот на животот. Кај нив тоа повеќе се прави заради менаџирање на одредено однесување. Кај мачорите, заради она фамозно подмочување, една интензивна миризба и речиси е невозможно се чува мачор у домашни услови како миленик, а да не е кастриран затоа што кога ќе почне обележува таа куќа мириса долго време после, а кај кучињата тука се менаџира едно однесување, значи од здравствена гледна точка не е неопходно, има бенефит повторно у стари години затоа што проблемите со простатата се екстремно ретки кај кастрирани кучиња, а кај некастрирани дури некогаш се прави таа касна кастрација кога ќе почнат проблемите со хиперплазија или скрадаја туморозни промени на простатата, каде што кастрирањето е еден вид на терапија за таквата состојба. Кај нив се прави повеќе заради менаџирање на онаа доминантност, односно желба за конфронтација, што е повторно апсолутно природна, меѓутоа за нас непожелна кога ќе идеме у кучешки парк и таму прва работа кога ќе влезе некој со некастрирано куче, има ли машки, кои се машки, бидејќи многу често знаат тие конфронтации да завршат и крваво и опасно, па така, а кај кастрираните е далеку помала, значи се ублажува тоа однесување доминантно што го имаме кај мажијаците. Пред самиот крај и за мачките и за кучињата ќе прашам и за стерилизација и за кастрација. Според вас, која е најдобрата возраст за да се направи тоа? Кај женките се препорачува дури и бидејќи постои уште еден бенефит кај женките кои што врзане со тој период кога се стерилизира кучката или мачката, туморите на млечни жлезди кои што се патологија која што е релативно честа, меѓутоа кај кучки и мачки кои што се стерилизирани уште пред првиот циклус или евентуално помеѓу првиот и вториот циклус, таа патологија речиси ја нема. Затоа што остануваат неразвиени млечните жлезди, кои што и понатаму јанака се непотребни бидејќи нема да има раѓање, така да бенефитот е на раната стерилизација. И тука се препорачува негде од кај 5-тиот до 7-тиот месец да се заврши кај женките, и кај мачки и кај кучки. А додека кај мажијаците препорачливо е да се остави, особено кај мачорите, да се остави колку што ќе се издржи, а најрано негде 8 до 9 месеци возраст, затоа што они имаат една друга патологија поврзана со уринирањето и со потенцијалното зачепување на мочоводите, која што е врзана со нивниот развиток како мажијаци. И затоа е препорачливо кај нив негде 8 до 9 месеци, а кај кучињата исто така, 9 до 10 месеци би било за физички да се развие, да. Ви благодарам многу за сите овие информации, што имавме можност на некој начин да ги едуцираме сите собственици на милиници. Надевам дека помагаме помалце вака. Благодарам многу. Се надевам дека сите информации беа добродојдени за сите собственици на милиници, но генерално и оние кои што се љубители на животните и сакаат да дознаат нешто повеќе околу самото тоа како правилно се чуваат милениците и кои се оние придобивки на кои што произлегуваат од многу интервенции.